знаете ли од каде стигнува електричната енергија во вашиот дом? Државната компанија Електрани снабдува околу 90% од домаќинствата во земјава. На кој начин се добива електричната енергија? Најчесто со ископување на јаглен и јаловина. Чии се багерите што копаат? ЕСМ е компанија со најмногу јавни набавки во земјава. Во сите овие години, компанијата не успеа да купи своја и на тендер избира од кого ќе изнајме механизацијата. Само во последните 15 години за оваа намена се потрошени околу 338 милиони евра. Нашето истражување покажа дека двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, кога се во опозиција обвинуваат за кражба и прекуместење на овие тендери, а кога се на власт користат потполно исти методи за празнење на касата на оваа државна компанија. Од тоа, огромна корист имаат само неколку фирми. За 10 години владење на ВМРО-ДПМН потрошени се околу 225 милиони евра за изнајмување на механизација или во просек околу 23 милиони евра годишно. Власта на СДСМ за 5 години за изнајмување на механизација потрошила околу 158 милиони евра или во просек околу 31 милиони евра годишно. Колку ќе чинеше државата ако ЕСМ набавеше собствена механизација? Зависи од производителот, но би рекол помеѓу 15 и 25 милиони евра. Ако се земе предвид проценката на поранешниот директор на компанијата, а сегашен прв опозиционер Христијан Мицкоски, со парите потрошени на изнајмување, секоја година можело да се купи нова механизација. До сега било кој директор, било која раководна гарнитура на компанијата требаше да седне, да изанализира и да ни објасни на сите зошто е поисплатливо секоја година да се одлеваат околу 40 милиони евра за надворешни фирми за изнајмување на опрема за ископ и механизација на јагленот, а ЕЛЕМ да не ги набави тие потребни опрема и механизација и самите да го прават тоа. Зошто повеќе од една декада, додека на власт беше ВМРО-ДПМН, не била купена механизација? Па не спречуваше ништо. Јас таа година, кога практично бев именуван за директор, тоа беше негде крајот на септември 2016-та, таму останав до август, почетокот 6-7 август 2017-та, значи нецели би рекол 10 месеци и нешто повеќе. Успеавме да направиме тендер и го распишевме тој тендер за набавка на механизација, собствена механизација, за да не се плячка компанијата, да може компанијата да има своја механизација. Кај подсетам тогашниот вице-премиер за економски прашања Силеџиски на владена седница донесе одлука заедно со сегашниот премиер Зоран Заев да се поништи тој тендер. Честото оправдување зошто ниту една гарнитура не обезбеди собствена механизација беше законот за јавните набавки кој предвидуваше изборот да се врши според најниска цена. Од Електрани тврдеа дека ова не одговара, бидејќи ќе добијат послаб квалитет. На 29 јануари 2019 година Собранието го донесе новиот закон за јавните набавки. Стапи на сила во април истата година, а важно беше тоа што предвидува вклучување на 3 различни пристапи: само цената, само трошокот или најдобриот сооднос помеѓу цената и квалитетот. Во 2019 се распиша таа јавна набавка, во 2020 заврши, се подпишаа договорите и сега во текот на 2021 се испораката на тие подпишани договори за набавка на 36 парчиња на собствена механизација. Со набавката на собствената механизација, на ова од 36 парчина, треба да се намалат трошоците за околу 30%. Значи, нема се намали ангажманот на надворешните фирми во целост, него со ова механизација негде од прилика околу 30%. И токму затоа оваа година подготвуваме уште една јавна набавка. Тоа е набавка за циклична механизација, исто така камиони, булдожери, багери. И таа набавка треба да биде од прилика околу 26 милиони евра. Значи, дополнително да ги намалиме трошоците за нови 30%. Според Националната стратегија за производство на енергија од јаглен, рударските планови даваат можност за ископ уште во следните 15 до 20 години, а процесите во енергетиката налагаат дека ископот на јаглен мора да запре најдоцна до 2033 година. Мислам дека во време кога го напуштаме јагленот, кога веќе гледаме дека се
монтираат фотоволтаични и разни други уреди, опрема за користење на обновливи извори на енергија. Мислам дека сега повторно треба да се види и да се објасни па дали е сплатливо сега да се инвестира на крајот. И таа набавена опрема од 17,5 милиони евра, прва после долги години, мислам дека навистина доаѓа некако задоцнето. Сегашниот менаџмент има друг есеп. Набавката на ваква механизација за овие 10-12 години е до негде исплатлива. Меѓутоа, ако навлеземе понатаму, ако се скрати рокот, односно експлоатацијата на тие машини, нема да биде исплатлива, токму затоа се прави проценка дали со втората набавка која што се планира во текот на оваа година, дека тогаш ќе ги задоволиме потребите на комбинатот РЕК Битола, а нема да набавуваме дополнителна механизација затоа што се скратува времето, односно рокот на експлоатација на тие машини и производството на енергија од јаглен. Менаџментот ветува дека најдоцна до октомври годинава ЕСМ ќе ја паркира сопствената механизација пред своите врати. Но повтори дека тоа не значи оти нема да и биде потребно изнаемување на машини од други фирми. Со други зборови, додека не се затвори РЕК Битола, ЕСМ ќе потроши 10 пати повеќе пари на изнаемување механизација, а тие ќе завршат кај истите фирми.